Господја Пишевска, помина 100 дена од владата предводена од Зоран Заев и СДСМ. Како го оценувате нивното работење? За жал, во овие 100 дена старо-нова влада немаме ниту ништо ново, ниту ништо подобро за граѓаните на Република Македонија, тргнувајќи од економската состојба, која што и претходно беше најавувана економската рецесија. Сега со новата влада во овие 100 дена веќе дефинитивно сме во економска рецесија. За справувањето со пандемијата излишни се зборови и да не зборуваме за тоа, јасна е ситуацијата. За жал имаме областа на образованието е клекнато на колена во тотален хаос, без национална платформа, функционална национална платформа која што требаше да биде. За жал 40.000 ученици, една добра група од ученици не ја следат наставата бидејќи немаат можност. Се уште помина првото полугодие, се уште гледаме дека нема решение за нив, што според мене не е мала бројка. Оставени се останатите да се снаоѓаат како знаат и умеат, и родителите и наставниците навистина во еден целосен хаос. Во која области да тргнеме, дефинитивно имаме нефункционалност. Според мене пандемијата само ја разоткри нефункционалноста на институциите. Да тргнеме еве од земјоделството. Земјоделците се секој ден на улица, лозарите не го обраат своето грозје, својот род, тутунарите не го продаваат тутунот и така натаму. Така да можам да кажам и на национално ниво, како што видовме, се здоби со уште едно вето нашата држава. Навистина ниту нешто подобро, ниту нешто ново и како држава навистина не можеме да се пофалиме во овие 100 дена влада што точно имаат сработено, бидејќи навистина е хаос во секоја област. Кога сме веќе кај ветото, заработивме уште едно вето за почеток за преговори со Европската Унија. Иако премиерот Заев последниот период не убедуваше дека Македонија добила датум за преговори, тоа трае веќе неколку години, но сепак не дојде до тоа. Ке барате ли одговорност од премиерот Заев и од владата? Секако, пред се сакам да го лоцирам проблемот малку наназад да се вратиме за овие ситуации што сега ги живееме како држава и ние како народ, ние укажувавме уште во 2017-та, кога дојде договорот за добрососедство и пријателство со Република Бугарија во нашето собрание, преку искажани низа забелешки, кои што не ги земаа во предвид тогашната и сегашната власт. За жал, не најдоа за сходност да изградиме еден широк народен државен консензус. Ние иницииравме и во собранието 2 пати имавме комисија за надворешна политика, на кој што ги повикавме да колегите од власта да изгласаме едни заеднички заклучоци. Иако ние имавме дефинирано заклучоци, сепак сметам дека како избрани од народот имаат одговорност да седневме заедно, макар и ги измениле тие заклучоци, но да имаме еден национален став во однос на тоа прашање како што имаше во бугарското собрание, но од немајки и народен консензус, а и државен консензус од политичката елита што ја води државата, заедно со нас, изоставувајќи не нас како опозиција, која што да сме кредибилни и како имаме одговорност пред граѓаните да разговараме за тоа, веќе се доведовме во ситуација на уништени преговарачки позиции на државата, поместени црвени линии, плюс тоа немањето сенс да седнат заедно да разговараме и мислам дека резултатот е таков каков што е, баш поради немањето од нивна страна слух за градење на консензус и вклучување на сечие мислење, плюс тоа имаме едни цврсти, многу цврсти ставови од страната на нашиот источен сосед, за разлика од меките ставови на нашите дипломати, плюс тоа има реферирање и отчетност кај бугарските и вице-премиер и министер за надворешни работи, а за жал кај нас нити вице-премиерот, премиерот, нити министерот за надворешни работи не се појавува во собранието, каде што треба со должна почит да ни реферира што точно се преговара и на народот кој што не избрале, точно да ни кажат за што точно се преговара.
Кога сме веќе кај транспарентноста, последната изјава беше дека од 11 историски ликови настани се договорени за тројца. Ние конкретно не знаеме за кого станува збор, за што станува збор, освен дека ќе бидат вметнати во учебниците од учебната 2021-2022 година. Ние како обични граѓани не можеме, како новинари не можеме да го дознаеме тоа, меѓутоа проблемот е што и вие како пратеници истото не сте известени. Кога ќе дознаеме за што е договорено? За оваа влада дефинитивно важи изреката едно мисли, друго зборува, трето прави. И за жал убава ви е констатацијата дека и вие како новинари пред се граѓаните, но и ние како политичари одговорни, избрани од граѓаните, за жал дознаваме од медиумите. И претходно ме прашавте дали ќе побараме одговорност. Да, и како ќе побараме одговорност, со тоа што ќе иницираме интерпелација на Никола Димитров во собранието, бидејќи сметаме дека е најодговорен за целата ситуација и ќе пробаме преку таа алатка што ни овозможува во собраниските процедури да побараме одговорност, иако според мене оваа влада ниту може да се каже дека е транспарентна. Самото тоа покажува што ние немаме информации за најбитните, најприоритетните во овој момент покрај пандемијата. Немаме транспарентни информации во јавноста, ниту ние како пратеници. Сметам дека не може да важи епитетот транспарентност токму баш за оваа влада. Кога сме кај корона кризата, Македонија е во светскиот врв на позаразени и починати. Се чини дека немаме функционален државен систем. Каде ја гледате одговорноста? Кој што кажав и претходно, пандемијата всушност само ја разоткри нефункционалноста на институциите. Според мене, уште кога започна пандемијата, негде во февруари оваа година кај нас, сметам дека оваа влада не ја препозна ситуацијата за да има навремени мерки. Прво се доцнеше со сите мерки што се превземаа. Потоа не беа сите мерки функционални. За да се соочиме, јас пред се би сакала да одадам и почит и поклон пред здравствениот персонал кој што е на првите борбени линии и кој што се справува со овој невидлив непријател наш со коронавирусот. Но тие се соочија во самиот старт со недостиг на заштитен материјал, на ракавици, на капи, на калци, на скафандери. Зашто можам да исто така да се пофалиме како одговорни, општествено одговорни, се приклонивме кон таа акција да изработуваме самоиницијативно капи и калци, да донираме секаде каде што беше потребно и каде што немаше. Друг проблем, мислам дека е релативизирањето на самата состојба со короната. Не може министерот да искажува дека е се под контрола, кога имаме многу голем број и на мртви и многу голем број на заразени луѓе. Значи, ние не смееме, сепак сме и политички и општествено одговорни пред граѓаните дека да изјавуваме дека е се под контрола, дека рози цветаат, а всушност секој ден броиме најмногу мртви во топ 5 на светско ниво сме, сепак сметам дека не е одговорно тоа. Тоа и по број на заразени веќе надминавме 70.000, скоро ќе достигнеме и Кина, која што со 1,5 милиарда жители. По бројот на жители веќе да. 86.000 заразени, имаме 1,5 милиарда жители, ние на 2 милиони имаме веќе преку 70.000. Претходно исто напоменавте и за задолжувањето на државата, сега да се префрлиме на друга тема, економија. Во последниве неколку години, откако СДСМ е на власт, се драстично се задолживме, веќе имаме рекордно ниво на задолжување. Само последниве година дена веќе е надмината цифрата од 2 милиарди дополнително задолжување. Вие како пратеници имате ли увид на што се трошат народните пари? За жал, кога ние би имале увид, не би имало толку скандали. Убаво констатиравте дека јавниот долг надмина веќе 2 милиарди, а за жал на дело, на виделина, немаме реализација на ниедна капитална инвестиција. Дури потврлија и со проектите што тие ги ветуваа во самата нивна програма.
нема изграден клинички центар, немаме реконструкција или изградба на автопатишта, немаме нови училишта и покрај тоа што да, имаме онлайн настава и учениците се дома, ние можеше барем тие пари што се скратија од образованието да се реалоцираат во компјутери и информатичка технологија за да се задоволат тие 40.000 ученици кои што немаат никакви услови да ја следат наставата. За жал, редењето на скандалите прво од хонорарите на вработените во СЈО ќе почнам, потоа од Фондот за технолошки иновации. Низа скандали и ние како пратеници цело време посветено работиме и бараме извештаи. Еве пример, ќе ви кажам дека кога се реалоцира пред некоја година 50 милиони евра за општините, ние инсистиравме неколку пати за извештај да добиеме од општините за што точно се потрошени. Таков извештај не постои. За жал, за да после некое време се обелодени дека некои градоначалници го обновуваа својот возен парк, дека си во некаде се обновуваше мебел, па од различни материјали како треба да се адаптирани и така натаму. За жал, под превезот на транспарентност под наводници, повторно ќе кажам, се трошат народни пари за луксузирање на оваа власт и дефинитивно ниту ние, ниту граѓаните немаме увид за што точно се трошат парите, плюс фактот што од европските пари, од грантовите не се потрошени парите од грантовите, покажува дека немаат ниту идеја за да ги реализираат, ниту проекти, за да се искористат тие пари, треба да изработат проекти. Тие ниту изработуваат проекти. Очигледно насоката не им е кон тоа дека треба да прават за добро на граѓаните да чинат, туку да профитираат лично. Кога сме веќе кај проблемите на граѓаните, вие важите за голем хуманитарец. Имено и на вашиот Facebook профил секојдневно можеме да забележиме дека објавувате фотографии од различни акции кои што вие ги спроведувате. Каде затајува државата во овој поглед? Затајува во многу сектори. Ние, бидејќи јас сум и председателка на Унијата на жени, можам слободно да кажам дека Унијата на жени е една општествено одговорна група, голема формација во самата партија на ВМРО-ДПМН и кој што и неколку пати во годината по разни поводи организираме хуманитарни акции во кои што ги опфаќаме социјално загрозените семејства, семејствата што се во социјален ризик со повеќе деца, значи повеќе детни семејства. Но верувајте дека и покрај нашиот голем напор тоа не е доволно, затоа што за да се реши, бидејќи сме социјална држава, за жал, ние треба да имаме еден мултидисциплинарен, значи повеќе секторски опфат на тие семејства. И за жал тука ќе го потенцираме она што го имаме и како забелешка од извештајот на Европската комисија. Ние како законодавец имаме идеални закони не, но имаме многу добри закони, но за жал се затајува во оваа држава со нивната имплементација и тоа е главната забелешка на Европската комисија. Не можеби, него и тука е проблемот во неимплементацијата на законите, но сметам дека имаме многу сложени постапки за добивање на социјална помош, процедурите се оптеретени со многу бирократија. Замислете еден социјален случај, човек кој што треба да дојде 5-6 пати до Центарот за социјални работи и некои пати не може да се снајдат во целата таа бирократија, во многу документи. Сметам дека тоа треба и да се поедностави, да се излезе во што подобар пресрет на тие луѓе, затоа што на крајот на криштата, кога ќе видат во каков све хаос не функционира државата, на крајот и се откажуваат од самото добивање на социјална помош. И мислам дека треба еден сеопфатен пристап, но мислам дека треба поидовно да имаме желба да помогнеме на тие луѓе. Да, вие сте веќе неколку месеци сте председател на Унија на жени. Ова се чинаме вашето прво интервју. Честитам за изборот. Кажете ми сега наредниот период, кои се вашите цели како председател на Унија на жени на ВМРО-ДПМН? Ние влеговме во работно темпо уште од првиот ден како станав председателка и не сме застанати со активностите.
Сега во тек е хуманитарна акција во пресрет на новогодишните празници да израдуваме семејства, како што кажав, кои се во социјален ризик. Понатаму сеопфатна работа со жените, унапредување на правата на жените, поголема застапеност во извршната власт и изголемување на бројот на градоначалнички, бидејќи тука најмногу потврла, веќе во однос на советнички пратенички листи имаме добра застапеност на жените. Мислам дека главните приоритети ќе бидат тука во однос на унапредување на женските права, во однос на справување со семејното насилство, бидејќи активно учествуваме, токму денес има јавна расправа за Законот за семејно насилство, кој што е ставен во нашата програма, на нашата партија и активно учествуваме за да се намали семејното насилство и како еден податок само ќе ви кажам дека во време на пандемија ние на корона, од корона имаме пандемија и на семејно насилство на ниво на Европа е зголемено за негде околу 40%, од кои што пат 40%, 80% се жени. Насоката во овој период ми е токму за тоа да допринесам во собранието за што поквалитетно решение за Законот за семејно насилство. Ви благодарам, госпожа Пешевска, за одвоеното време и ви посакувам многу повеќе успеси во Благодарам и на вас.